Изминатата сезона во Приказна се фокусиравме на исклучително важни теми. Говоревме за загадувањето, од повеќе аспекти. Говоревме и за храната, колку храна фрламе, колку е храната безбедна, но и како да ја произведуваме храната. Зборувавме за медиумската писменост, културата во комуникациите, но и ефектот кој што го имаат лажните вести врз нас како поединци и врз целото општество. Зборувавме за стресот, емоциите и управувањето со нив. Ова издание на Приказна е пресек на најважните пораки кои како поука ги упатија истражувањата кои што ги направивме. Да ги погледнеме. Убавината на занаетите е во нивната уникатност. На оваа тема посветивме особено внимание, а токму во оваа приказна ви нудиме една инспиративна приказна која ги обединува бројните придобивки на занаетчиството. Премиерно ви ја прикажуваме фолклорната приказна. Фолклорна приказна е дизајнерски проект на македонската модна дизајнерка Наташа Карчева. Идејата тлее многу одамна, меѓутоа за реализација на проектот од ваков тип треба многу време и многу посветеност. Изминатата година во оној период на изолација имав многу повеќе време за да ја осмислам целата приказна и да започнам со реализација на истата. Инспирација македонскиот фолклор, посебно македонската народна носија, со сите оние облики во разни форми, со апликациите, накитот, со впечатливите орнаменти, ме водеа низ целиот оној процес на реализација на самата приказна. Проектот ги спојува традицијата и современоста, минатото, сегашноста и иднината. Афирмација на македонската мода и македонското фолклорно наследство, да се спои минатото во и сегашноста како влог во иднината, како нешто што треба да го оставиме за наредните генерации, како сведок на времето во кое што живееме, да му дадеме печат на времето во кое што живееме, а сепак да содржи делови од нашето минато. Како активни чинители во културата на еден народ, како творци на сегашноста, наша должност и аманет е да оставиме колку што е можно повеќе културна оставина за идните генерации, затоа што колку е помала оставината, толку е посиромашен идентитетот на овој народ, вели авторката на фолклорната приказна. Многу истражував при самата реализација на моделите. Гледав колку што може да вметнам поавтентични моменти од македонската народна носија и чудно е тоа што толку многу историја, толку многу вековна традиција е проткаена низ целиот тој процес на создавање на македонска носија. Многу занаети изумираат. Тоа и го нагласува креаторката Карчева, која укажува дека и таа се соочила со овој проблем при реализација на оваа приказна. Истражував повеќе региони, носи од повеќе региони во Македонија. Меѓутоа, најголемата препрека настануваше во моментот кога ми требаше човек за реализација на оние прави вистински македонски везови. Жално е колку многу малку луѓе се останати што се занимаваат со тоа. Нашите корени се дел од нас и треба да ги негуваме, затоа што без нив нема иднина, порачува Наташа. Без минато нема иднина. Без да се твори во сегашноста, нема историја. Да ги негуваме занаетите, затоа што тие негуваат нашата автентичност. Настаните дома или во училиште често може да предизвикаат стрес кај децата. Знаци има од банални, како кај малите бебиња што се, за нив е стрес и кога се мокри, и кога не се гладни, и кога им се спие, сето тоа е стрес. Меѓутоа, ние зборуваме за стрес на возраст кај деца над, пример, 2 годишна возраст,
Јас работам во тој дел од образованието во предучилишното и можам да од своето искуство да кажам дека кај децата стресот се пројавува на различни начини. Например, во промена во однесувањето. Не умеат да ги контролираат чувствата. Се појавува пример пелтечење. Се појавува повлекување во однесувањето, асоцијалност, значи не сакат да се дружат. Или пак друг екстрем, насилни се, инатливи се. Може би сте забележале често пати и дете кое се фрла на под, па силно плаче, се треска тантруми, значи се појавуваат тантруми. Исто така во нашата работа често се случува повторување на цртеж. Ако некој дете постојано црта нешто исто, тоа ни е сигнал дека нешто се случува во неговиот живот, дека има некој стрес или траума. Дигиталните алатки и нивното користење од страна на децата придонесуваат за зголеменото присуство на стрес кај децата. Се повлекуваат во себе, почнуваат да избегнуваат социјални контакти. И сега тука веројатно исто така е добро да се знае дека кога кај останатите видови на насилство најчесто после извршување на насилството детето жртва чувствува страф и депресија. Меѓутоа кај сајбер насилството детето жртва на сајбер насилство чувствува тага, чувствува отуѓеност, се чувствува осамено. И многу често овие деца се оние кои што после извесен период, ако имале добар училишен успех, сега се повлекуваат во себе, ако учествувале во многу активности кои што се поврзани со училиште или спортски, сега почнуваат да се повлекуваат во себе, бидејќи кај нив се намалува самодовербата и нели на чувство на припадност во група, меѓутоа и на успешност. Не оставајте ги децата на интернет сами без надзор. Одберете дел од денот во кој ќе разговарате за моменталната ситуација или одредена информација, објаснувајќи точно што слушате и гледате кога се среќавате со неа. Фокусирајте се на информациите кои се доверливи и точни. Анализата значи дали ние можеме да просудиме кој ја направил и создал оваа информација, зошто ја создал, со какви техники се користел за да го привлече моето внимание, какви ставови и вредности и чии ставови и вредности пренесува преку таа информација, што содржи таа содржина, а што не, или што содржи таа медиумска порака, а што е испуштено. И тоа се некои многу важни работи кои што треба многу внимателно да се третираат и да се работат со децата од најмала возраст, уште кога ќе дојдат во контакт со медиуми. Значи, уште кога ќе му го дадете паметниот телефон на вашето дете или таблетот да гледа цртани филмови, тоа дете доаѓа во контакт со медиумски содржини. И од најмала возраст како родител, а подоцна и како едукатор или наставник во училиште, треба да зборувате со него или да дискутирате што тоа разбира од медиумските пораки. Дали сваќа што е тоа што го гледа? Дали сваќа дали е тоа реклама или дали е тоа направено за забава? Дали може да направи дистинкција меѓу медиумот и реалноста? Затоа што прва лекција иако не е едноставна лекција, меѓутоа мораме да сватиме дека медиумите се конструкт. Медиумите не се реалност. Преку медиумите децата учат на вистина многу нешта. Веќе медиумите се наше секојдневие и ако тргнеме од тој податок што уште од предучилишна возраст децата се вклучени со мобилните телефони и медиумите и медиумските пораки кои што ги добиваат преку нив, а тоа се според истражувањата околу 70% 70 пораки кои што ги добиваат дневно, а веќе кај младежот, младината е 1/3 од денот што го поминуваат медиумите, можеме навистина да зборуваме и да сведочиме дека децата многу учат од медиумите. Оноа што децата го учат преку медиумите се исто така и навиките секојдневни кои ги стекнуваат преку медиумите. А тоа каква слика добиваат преку медиумите, како ја формираат својата реалност, сушност во која живеат, тука веќе навистина е дискутабилно прашање и навистина медиумската писменост е таа која што ќе ни го даде одговорот на сето тоа како треба да се однесуваме. Затоа што како едно одговорно општество треба првенствено да изградиме сопствена одговорност пред децата како да се однесуваме како во семејството, така и во училиштата. Токму затоа и медиумската писменост веќе навлегува и во
училиштата, навлегува во образовниот систем, навлегува и во семејствата. И сметам дека за да изградиме едно навистина одговорно општество треба да обрнеме особено внимание на медиумската писменост кај наставниците и кај родителите, затоа што не смееме да застанеме неми и слепи пред фактот дека децата учат токму од примерот кој го гледаат. Сметам дека не знаат да направат разлика меѓу оноа што е пласирано како лажна информација, како дезинформација и оноа што е вистинска вест. Токму тука медиумската писменост ќе ни даде бенефит, ќе излечеме бенефит од медиумската писменост, за да не научи, да не насочи како всушност ние да ги бараме вистинските факти кои што зборуваат за каква информација станува збор. Значи, ние треба да работиме напоредно и со нас самите, да видиме докаде сме ние медиумски писмени, колку сме ние медиумски описменети, за да можеме сето тоа да го пренесеме врз нашите деца. Колку ние првично, како возрастни личности, им веруваме на информациите, за да можат и децата да го следат нашиот пат. Да можеме насоки да им даваме каде, како и што да пребаруваат, за да ги видат фактите кои што зборуваат всушност за реалноста. Да не веруваме на онаа виртуелна реалност или како што постои верување дека децата сега се дигитално писмени и тие навистина знаат да се снаоѓаат безпрекорно во дигиталниот свет. Меѓутоа, дали го живеат вистински тој дигитален свет, односно го живеат според нивната мерка, според оноа што треба да веруваат, во што треба да веруваат, тоа е веќе знак прашалник. Затоа навистина треба да застанеме одговорно пред оваа проблематика. Првично, треба да го развијат критичкото размислување. Треба да развиваат аналитички способности како би можеле, значи, да постават вистински прашања на дадена информација, а истовремено и да ги бараат вистинските одговори за кои што ќе им дадат, нели, на нив првично факт дека се работи за вистинска информација или за лажна вест. Значи, токму тие, поставување на вистинските прашања, критичкото размислување, анализата, способноста за анализирање на податоци, тие вештини се основните вештини кои што децата ќе ги стекнат. Воедно да не сваќаат се здраво за готово, да ја примат информацијата здраво за готово. Значи, секогаш велам да ги поставуваат вистинските прашања. Зошто е тоа така? Кој го пласирал тоа? Каде тоа се случило? Кому му е тоа важно на крајот на криштата? Што ја пласира таа информација? Првенствено да ги имаат тие вештини кои што треба да ги пренесат на децата. Значи, не можеме да пренесеме некоја вештина или знаење ако ние не го имаме. Првично треба ние да го поседуваме тоа знаење и таа вештина и да најдеме начин како најдобро да го пренесеме тоа наше знаење и таа вештина на детето. Затоа што не секое дете е исто едно со друго. Сите сме различни. Треба да најдеме модул, начин како кај секој да разбудиме интерес, да го поттикнеме, значи да го инспирираме, но воедно и да го мотивираме да истражува. Да не одиме со тоа да ги замолчуваме, туку да ги оставиме отворено да прашуваат. Затоа што отворените прашања се всушност тие кои што ни овозможуваат да истражуваме, да анализираме, критички да размислуваме. Значи, токму овие вештини наставниците ќе ги стекнат со медиумската писменост, воедно и ќе можат на ученикот да му понудат начини како тоа да истражува и медиумската писменост всушност да ја искористи за истражувачки активности. Не само да речеме околу медиумската писменост, како ете така, ајде што е дезинформација, дефиниција. Не, туку имплементирано и интегрирано со останатите наставни предмети. За жал и покрај придобивките на дигиталните технологии, моќте да бидеме секогаш во врска. Се почесто сме сведоци на некултура во јавниот говор. Ние во вербалната комуникација најчесто не сакаме да слушнеме што сака да каже нашиот соговорник. Културата на говор, односно нивото на култура на соговорниците е од суштинско значење. Ние ова доктринарно го покриваме во една посебна проблематика, која што ја нарекуваме култура на говорот. Да се има култура на говор, фактички културата на говорот кај еден човек на некој начин представува дел од неговиот идентитет. Но што значи култура на говор? Културата на говор е прво способност
вие да ги изразите на најдобар начин своите мисли, но и своите чувства и да го најдете најдобриот начин за тоа, да го убедите соговорникот како мислите и што чувствувате. Понатаму изразувањето на тоа да биде на едно задоволително писмено ниво. Сега кога зборуваме за една писменост, тоа значи да го познаваме јазикот на кој комуницираме или да ги одбереме најсофистираните гестакулации, ако станува збор за невербална комуникација. Но културата на говор опаќа едно друго ниво на писменост, значи широка писменост, образованост и образование, моќ, бидејќи со образованието, вие добивате една поголема моќ да ги изразите своите чувства и мисли на еден посебен начин. И не само да ги изразите мислите и чувствата, туку исто така и во говорот да афирмирате добри вредности. Например, да толеранцијата, честа, угледот, дигнитетот, тоа се вредности во едно општество. Културната комуникација или културата во комуникацијата е нужна и неопходна затоа што влијае позитивно луѓето да се вклучуваат во позитивна комуникација, односно да имаат диалог, да развиваат култура на говор, на комуникација која што ќе овозможи толеранција, почитување на другиот различноста, позитивен трансфер на емоции, искуства, информации и така натаму. Значи, културата во комуникацијата е важна затоа што овозможува позитивна комуникација и подобра социализација во општеството. Социјалните мрежи дозволија секој да добие виртуелен мегафон низ кој може да ја пушти во етер својата мисла, при тоа да не ги филтрира фактите и аргументите кои треба да бидат основа на процесот на информирање. Да се биде инфлуенсер не значи дека треба да имате некакво посебно школо, дека треба да имате некаква посебна или не знам каква наобразба, но она што е клучно да речеме во делот на бидувањето инфлуенсер е доколку имате развиено сосема добра база на следачи или оние кои што ви се фанови, условно речено, преку социјалните мрежи, и на тој начин ги користите социјалните мрежи за нешто од една страна, од друга страна пак може да бидете јавно лице, кое што како е такво, веќе имате сосема добра основа да бидете влијателен и веќе и сте влијателен, во зависност од тоа каква работа вршите и на кој начин своето влијание го правите. Кај нас работата е во тоа што не постои се уште прифатена дефиниција за тоа, ниту пак како професија би се гледало, и поради тоа можеби секој може да биде инфлуенсер. И никој веројатно. Зависи како ќе го сватите нештото и кого го препознавате во однос на тоа. Количеството и интензитетот на омразата што се шири на интернет секако експлозија. Употребата на навредите и различните форми на екстремен говор, компромитации, отворените закани и повици за групно насилство, за жал се тажна и загрижувачка слика на секојдневното комуницирање преку интернет. Истражувањата покажуваат дека 22% од испитаните корисници на социјалните мрежи доживеале да бидат злобно третирани од други, 21% биле цел на тролање, а дури 16% биле изложени на говор на омраза. Клучен фактор во тој однос треба да биде образованието. Ми се чини дека од тука се потекнува, бидејќи ако вие малите, односно младите, од мала возраст ги учите да кога се изразуваат и кога говорат, кога коментираат нешто, сето тоа да биде со почит, да биде со аргументација, а да не биде со јазик на некултура и на непочитување, тогаш можете да бидете сигурни дека ќе креирате едно граѓанство кое што ги вреднува сите различности, буквално се што се случува во едно општество, без при тоа некој да се почувствува непријатно. Комуникацијата, културата во говорот, медиумската писменост и препознавањето на дезинформациите беа темите на кои посветивме особено внимание. Сите сме луѓето во модната индустрија. Одговорни за тоа што оваа индустрија е една од најголемите загадувачи во светски рамки се произведувачите, но одговорни се и потрошувачите. Оваа сезона во Приказна анализиравме и истражувавме зошто е тоа така, но и што може секој од нас да превземе за да повеќе се насочиме кон одржлива, а не кон брзата мода која загадува.
Нашата етаблирана модна дизајнерка и професорка Лидија Георгиева изминативе 12 месеци беше една од ретките кај нас која со своите студенти создаваа одржлива мода и преку модните ревии ја пренесуваа пораката зошто треба да го вклучиме алармот за оваа тема. Сметам дека навистина важноста на образовниот систем е од огромно значење, пред се затоа што наша општествена должност и на наставниците, и на професорите, и на учителите, и на воспитувачите, меѓу другите институции и наша должност е да ја смениме перцепцијата. Кога зборувам за сменување на перцепција, тоа значи дека, например, оваа тема пред 20 години не постоеше, а сега си го наоѓа својот пат. Или, например, пред, ако се сеќаваат повозрасните, пред 30 години или пред колку во авионите се пушело, сега не се пуши. Сега е шокантно некој ако запали цигара во авион. Зошто? Затоа што е сменета перцепцијата. Сега да се вратиме на прашањето, значи доколку сите фактори учествуваат активно и пасионирано во менување на перцепцијата, тогаш ќе се сменат и работите. Георгиева додава дека ние не можеме да бидеме заложници на брзата мода, спротивно од нашата одлука. Наш избор е што и како ќе купуваме, парите се наши, во нашиот джеп се наоѓаат. Секогаш велам, наместо да купите 3 ефтини маички, кои што ќе ги носите 2 пати и ќе ги фрлите, или еве како што спомнав претходно, евентуално ве молам заменете ги, а можете да купите една квалитетна. При тоа, повторно ќе кажам и ќе потсетам, имате избор и кај локалните брендови, и кај локалните независни дизајнери. Се изземам себе си, имаме многу убави млади брендови кои што произведуваат дуксери, маички и така натаму. Одете кај нив, со тоа имате троен допринос, значи пред се ја намалувате загаденоста од CO2, значи транспорт, а потоа поддржувате локална економија и поддржувате независен дизајнер, значи мали и средни предпријатија. Тоа е ваш избор. Тоа не е избор на некој си таму собственик на некоја голема компанија. Ваш е изборот. И пак ќе се вратам. Што побрзо се смени перцепцијата, тоа побрзо ќе се смени и однесувањето на потрошувачите. Секој дизајнер има можност преку својот пример и својата креативност да биде инспирација за промени. Промени во кои, ако силно веруваме, нема да ги заобиколат ниту големите текстилни производители, кои сега, лансирајќи брза мода во светот, создаваат тони и тони отпад. Би спомнала пример на еден доста познат независен дизајнер во Западна Европа. Кевин Джерманија е, например, дизајнер од швајцарско, мислам, потекло и има работено и за Луи Витон. Тој неколку сезони веќе има свој бренд, во кој што се користи со остатоци од материјалите на луксузните куќи. Нашол начин од каде да ги купува и како потоа со тие материјали да прави повторно луксузна, интересна и ексцентрична мода. И неговите дизајни се баш доста барани и доста купувани. Слична шема би можеле и ние да репродуцираме. Но овде кај перцепцијата и види го ме облече во ѓубре, абе не те облеков во ѓубре, те облеков во нешто што инаку ќе завршеше на депонија, а е ново и некористено. Еден од најголемите предизвици на денешницата е да се направи промена во образовниот систем, која ја налага дигиталното време. Воведувањето на дигиталните алатки во образованието се многу сериозна и важна тема во македонското општество, од што ќе зависи иднината на денешните генерации ученици и студенти, вклучително и перспективите на целата земја. Дигиталните промени се експоненцијално, има промени во таа дигитална средина, така да бара нависена брзо да се променат и да се прилагодат процесите во општеството. Кога збориме во образование, исто така бара многу побрзо од другите процеси во секојдневниот живот. Знаеме дека образовните процеси имаат цел екосистем во кој што за да имате промени мора сите алки од тој екосистем да ги прилагодите кон таа дигитална транзиција. Тука влегуваат прво наставниците,
понатаму учениците и целиот тој курикулум во кој што мора да биде прилагоден кон таа трансформација на тој образовен процес. Дефинитивно не е лесно, но светот веќе работи со години за да може да ги стигне тие промени во кои што навистина се тешки за да ги стигнат. Тоа не е само кај нас. Знаете, на светско ниво образовниот процес некако не успева да ги следи тие промени во кои што таа дигитализација ги носи секојдневно. Секој од нас мора да е свесен дека иднината на општеството зависи од квалитетот на образованието на нашите деца, па затоа одговорноста за квалитетното образование е на секој од нас. Добрата педагогија, дали некој може ќе нарече современа педагогија или некаков постар метод, нов метод, јас верувам дека добра педагогија е таа педагогија која што дава резултат. Она кое што светот го прави во последните 30 години со педагогијата и со работата со децата, со учениците, е во тоа што таа силно верува дека без поврзување на содржините, на она што се учи, со реалноста, децата не ја гледат релевантноста и корисноста од она што го учат и тогаш учењето го доживуваат како товар, како некаква наметнатост. И ние тогаш си го поставуваме прашањето зошто го учам ова што го учам, кога ќе ми треба и дали ќе ми треба. И ние тоа прашање како генерации сме си го поставувале на назад 30 на 40 на години. Секоја генерација го поставува. Суштината на целата мудра педагогија, на образовните политики е како ќе создадете наставни предмети, курикулуми, наставни програми, како ќе најдете луѓе кои што ќе умеат она што се случува во тие 4-5 часа во текот на денот, да ја најдете мотивацијата зошто некој ќе чувствува дека денес јас тоа го чувствувам како свој личен развој, а не да го чувствувам како некаков товар, како нешто што не ми е интересно, во нешто во кое што не ја наоѓам функционалноста кога ќе излезам од училиште. И целата мудрост е всушност сега тука, бидејќи дефинитивно е потврдено дека вие од секој ученик можете да излечете и да направите нешто. Суштината е како ние тоа го правиме. Значи, ние тука имаме огромен предизвик пред нас како образовни институции, како ќе создаваме наставници кои што ќе имат таква слобода во која што ќе ги постигнуваат и ќе ги излекуваат потенцијалите од секој ученик. Семејството како прва и основна средина во која расте и се развива една личност, има најголема и пресудна улога во воспитувањето. Авторитетот на родителот е многу значаен. Родителот и мајката и таткото се првите возрастни модели, фигури во животот на детето и не случајно ние имаме една македонска поговорка која што многу ми се допаѓа, а тоа е круша под круша паѓа. Така да не случајно знаеме да кажеме, тоа семејство се сите доктори. Тоа семејство се сите и даваме етикета. Не мора да значи дека е така, меѓутоа постои некое трансгенерацијско пренесување на образци на однесување. Така да родителот како најзначајна фигура, особено во првите 5 години од животот, а понатаму и низ целиот живот е важен и во емоционалната интелигенција, когнитивната интелигенција, работните навики, стимулирањето на љубопитноста, стимулирањето на интересот, едноставно градење на карактерот. Детето не се раѓа со карактер. Детето се раѓа со темперамент, меѓутоа карактерот го создава родителот и микро и макро средината. Речи се сите позитивни или негативни страни на однесувањето, свесни или несвесни, им се припишуваат на семејството и семејните односи, посебно на односот родител-дете. Она што е многу важно е да родителите со децата градат еден отворен однос. Во која смисла? Однос да детето знае дека може во секој миг за било што да разговара со својот родител, да му се обрати. Не само кога ќе добие петка или кога му се случило нешто убаво. Многу повеќе кога се соочува со некаков предизвик или проблем. Кога преживува некоја лична драма, некое тешко чувство, некаква ситуација се случила. Знаат децата да се плашат дека ќе бидат искарани, ќе ги казни родителот и затоа некогаш решаваат да не споделат, решаваат да молчат. И додека дојде моментот родителот да дознае, се напластиле многу емоции таму каде што не треба и тогаш веќе имате многу поголем проблем за решавање.
Квалитетните односи во семејството и грижата за децата се неопходни за навремено препознавање и спречување на нарушеното однесување кај децата. Агресивни и нетолерантни, асоцијални, без почит. Ова се карактеристики кои се почесто се забележуваат кај децата. Се чини дека се силни сигнали кои укажуваат на недостиг од воспитување. Па децата не умеат да го прават она што не умеат да го прават возрастните. Мислам дека наедноставно кажано можеме да почнеме од начинот на кој ние зборуваме, на кој слушаме, гледаме и како се однесуваме во склоп на сето тоа. За да се изградат и негуваат вредности кај децата, тие треба да се негуваат кај нивните родители. Почнувајќи уште од раното детство, од раните искуства, во едно стабилно, безбедно, во една убава семејна средина. Потоа атачментот, разговорот кој е всушност храна за детскиот мозок. Па потоа начинот на кој се учи, се учествува, се споделува, она споделено тандемско учење. Како се учи, што се учи, содржините, каде се учи, сето тоа е многу важно. Ама да не го заборавиме повторно моделот, тоа сме ние возрастните, затоа што децата не го прават тоа што ние го постакуваме и тоа што ние го бараме, го кажуваме, туку најчесто она што го покажуваме. Па затоа да внимаваме што покажуваме и да учиме, да се менуваме. И во сите релации, па и во оваа релација возрастен дете, промените ги прават секогаш оние кои се позрели, кои се помокни, би рекла, а тоа сме ние возрастните, значи понекогаш повторуваме едни исти образци кои не ни носат постакувани цели и мислиме ќе го поправиме на тој начин детето, но всушност треба да се поправиме себе си. Во процесот на образование, воспитувањето има многу важна улога. Во семејството почнува воспитувањето. И лошото и она кое е одлично, кое е добро. И токму затоа мора да размислуваме дека семејството е примарната институција која не прави луѓе. И всушност воспитувањето, значи не постои друг начин да станеш човек освен преку воспитување. А воспитувањето е важно за се она што ќе бидат овие денешни деца кои утре некако ќе воспитуваат. Или ако сакаме можеме да размислуваме и вака. Воспитувањето е најдобрата превентива, најдобрата превенција од се она што не сакаме да му се случи на нашето дете. Дури од се она што го постакуваме во општествената средина. Се почесто ги слушаме родителите како велат дека невоспитаните поточно подобро минуваат низ животот, оние со вештини за снаоѓање, тие повеќе имаат и така натаму. Мислам дека е тоа многу опасно размислување, затоа што доволно е само да помислиме со кого ќе бидат тие невоспитани. Тие ќе бидат магнет за други невоспитани, каков живот ќе имаат, какви пријатели, какви семејства ќе можат да создадат. И затоа мислам дека воспитувањето никогаш не излегува од мода и не смееме да ги пропуштиме оние важни години од раното детство, од периодот на одделенска настава, кога највеќе можеме да воспитуваме деца кои ќе станат луѓе, кои ќе бидат всушност, ќе се чувствуваат добро самите во себе си, кои ќе имаат искрени пријатели, ќе ги достигнат своите врвови, деца кои ќе бидат својата најдобра варијанта и ќе градат светови во кои ќе има место за исто такви, со такви слични вредности. Моделите на воспитување се примери кои се клучни за обликување на детската личност и градење на нивниот карактер. Многу можеме да зборуваме за тоа како ние зборуваме, не колку туку како. Многу е важна, например, позитивната конотација. Она не која ги преплавува децата дома, во училниците, во учебниците. Мислам дека навистина се предозирани од него. И некогаш е многу поедноставно, конкретно, кратко да им се каже што всушност треба да прават, а што се не треба да прават. Покрај позитивната конотација тука би ги спомнала дуплите пораки, например, она наше но, ама, кој ги збунува децата. Може да купиш сладолед, ама ќе те боли грлото, да купи или да не купи. Или браво, ама, ако фалиме, да фалиме. Многу можеме навистина да зборуваме за тоа како зборуваме. Уште еден пример морам да кажам што секојдневно го слушаме скоро, ти си лош, ти си лоша.
милиарда пати мислам дека сме повториле дека не постојат лоши деца, постојат деца кои лошо се однесуваат во дадени моменти затоа што всушност лошо се чувствуваат или ти ме правиш тажен, замислете кој товар на едно дете му го ставаме. Кога ја градиме детската личност, многу е важен процесот на слушање. Слушањето ќе го спомнам само активното слушање, кое е многу важно и кое всушност не води кон онаа постакувана асертивна комуникација, да слушаш со срцето, да влезеш во тугите чевли, нешто што ни недостасува и што е многу важно. Како гледаме, нашата перцепција зависи пред се од детската возраст, која треба да разбереме развојните карактеристики и контекстот, контекстуалните фактори. И на крајот како се однесуваме. Еве тука ќе го спомнам само позитивното внимание како најубав подарок кој можете да му го дарите на едно дете. Емоционалниот развој на децата е клучен дел од процесот на образованието. Во новата концепција всушност има и цело поглавје кое се однесува личен раст и развој или личен раст и социализација, нешто така. Не е ни важно како се вика, важно е дека има многу убави поврзано е со националните стандарди, со нешто што треба да се постигне на крајот од основното образование, но се почнува уште од прво оделение. Еве, например, емоциите. Имаме препознавање на сопствените и на тугите емоции, па потоа поделување, начин на реагирање, дури и последици од нашето однесување при одредени ситуации, нашето емоционално однесување, да се согледаат последиците. Значи има многу работи кои се многу убаво напишани, но секако дека треба убаво да се реализираат од компетентни едуцирани учители. Исто така во врска со ова што го зборувате, јас мислам дека имаат сите родители една преубава задача постојано да го ушкаат од најраното детство, да ги полнат децата со позитивни емоции, со позитивни искуства, со позитивни примери, позитивни спомени, би рекла, кои ќе направат цело едно богатство и кое нема да се потроши кога ќе дојдат оние темни облаци. Образованието им треба на децата, но и на родителите. Со образование за возрастните, со родителски и учителски вештини, јас дури би ги споила, затоа што целите се всушност исти и начинот е многу сличен. Би ги споила кога би ги правила. Меѓутоа, мислам дека во такви обуки треба да се вклучат многу учители со искуства, кои имаат конкретни начини, кои веќе ги практикуваат во своите училници, например, затоа што нашите обуки понекогаш се предозирани од експерти кои никогаш не влегле во училница. Добрите родители и наставници градат добри деца. Добрите родители, добрите учители се навистина непроценливо богатство за децата, затоа што тие се најважните луѓе во животот на секој дете. Томислав Георгиев, фотограф кој го слика животот и емоциите во него. Неговите дела пренесуваат силна порака. 2022 година му донесе уште една главна награда, овој пат на глобалниот фотоконкурс насловен «Вода е живот», организиран од Министерството за надворешни работи на Кралството Холандија. Таа ми е многу мила награда, пошто е светска награда. Конкурира преку 155 земји од светот и сум горд на таа награда, пошто беше избрана како најдобра од таа конкуренција и сообраќа на environment, и сообраќа на екологија, еколошки повик беше. Насловот на конкурсот беше «Водата е живот» и се организираше во таа фотографија практично отвори годинешната конференција на Обединените нации за климатски промени во Каиро. И како куриозитет, тоа беше 2 дена од кога добив известувањето дека мојата фотографија победи. И јас баш тогаш бев во Струга, исто така е интересен момент, а фотографијата е од Црндрим од Струга и се обраќа на околината. Идеалниот момент ја одредува фотографијата. Тоа е една позната реченица од Хари Бресон, кој зборува за тој идеален одлучувачки момент во поточен превод, и тоа е јачината на фотографијата, затоа што
Тој е дел од секундата кој треба да го документирате. Се пред и после има друга конотација, ама ако фатите тој перфектен баланс на субјектот кој го фотографирате, заедно со околината околу тоа е ако направите таква хармонија, тоа ќе имате многу успешна фотографија која е вонвременска и предизвикува емоции кај гледачот и сте завршиле работа. А токму таков перфектен баланс препознаа професионални фотографи, фоторепортери и експерти за вода од холандското МНР, кој ја одбраа фотографијата на Георгиев за најдобра во конкуренција на над 140 фотографи од целиот свет. Ние фотографите, фоторепортерите поготово се трудиме да имаме камера стално со нас, пошто некои моменти се случуваат и едноставно ќе ви е многу криво и непрофесионално ако немате фотоапарат. Значи секаде сме со фотоапарати, јас бев во Струга, за друга работа, не бев специјално за тоа и го видов моментот кој ми стана интересен и отидов да видам што се случува во Црн Рим. Фактички тоа е чистење на таа водна трева ја викаат, на дното на Црн Рим, пошто беше испразнат и луѓе го чистаат фактички коритото на реката Црн Рим. И сам натре се најдуваа, не знам, колички за мали деца, играчки, секакви пластики, можете замислите, ама и таа трева мора да ја сечат заради тоа што текот на водата го успорува и така натаму. И беше многу интересен момент и пошто беше многу живописно, одлучи да направам таа фотографија баш како еколошки момент. Според Георгиев, 2022 година за жал ја одбележаа фотоприказните од војната во Украина. За 2023, поучен од досегашното искуство, вели дека не планира ништо. Не планирам ништо за 2020. Мислам, стално кога планирате нешто страшно се случува. Имавме доволно предизвици последниве години од корона и така натаму да не набројувам. Се надам дека имаме поменна година со помалце протести и така натаму и дека ќе, не знам, вајде ќе излеземе од економска криза малце подобро годинава.